Добар ден до сите, почитувани присутни представници на медиумите. Благодарам за присуството, почитувани граѓани. Ден започнува со дењето за трагедијата во Кочани и како и досека СДСМ будно ќе го прати процесот, целиот овој случај и ќе се спротивставиме на секој обид за манипулација или за прикривање на вистината или правдата. Барам и очекувам процесот да се води отворено, транспарентно, пред очите на целокупната јавност. Ова го должиме на родителите, ова го должиме на сите граѓани, ова го должиме на целото општество. Ова е еден голем тест за зрелоста на нашето општество. Во овој контекст сакам да кажам дека сум згрозен од реториката на премиерот, иако не сум изненаден. Во текот на интервјуто вчерашниот ден над 10 пати спомна дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија води некрофилска политика и ова не е ново, го говори подолг временски период наназад. И таа реторика на навреди сметам дека покажува само една работа, а тоа е фрустрација од неуспешните обиди да вистината или некои блиски луѓе на ВМРО ДПМН се заштитат од истрагата или еден дел од истрагата се изманипулира, некои работи се сокријат под маса. И сметам дека е тоа страф од демократските алатки за докажување на вистината во овој страшен случај, страшна трагедија. И затоа побаравме и анкетна комисија и надзорна комисија, расправа во собранието. Во текот на вчерашниот ден во собранието го доставивме и формално тоа барање, што значи дека ќе ги искористиме сите демократски механизми да се истражи секој детал од оваа трагедија. И затоа порачувам и на родителите и на целокупната јавност, се што правиме од почетокот, од непосредно после трагедијата е барање за поддршка на семејствата и откривање на вистината за овој случај. И ова, почитувани граѓани, не е некрофилска политика. Нема да се откажеме од намерата да останеме цврсто во одбраната на јавниот интерес, ќе ги користиме сите демократски алатки кои што ни се нудат и како политичка партија и преку собранието и расправите кои што ги побаравме за да вистината конечно излезе на виделина. Ви благодарам на сите. Што конкретно очекувате всушност да утврди оваа анкетна комисија и како изгледа тоа барање или услов на некаков начин, што вчера во ДПМН го посочија дека да ќе поддржат меѓутоа бараат проширување и со другите трагедии од типот на Варната, Дубното. Добро, еве неколку работи во однос на тоа прашање. Излегуваат на виделина нечесните намери на ВМРО ДПМН. Ако сметале дека треба да има анкетни надзорни комисии за тие други трагедии, се постава прашањето: зошто не ги побарале до сега? Зашто ги условуваат со ова што ние сега го бараме за Кочани? Тоа е првата работа. Втората работа, видовме како ВМРО ДПМН води една анкетна комисија, тоа беше таа за онкологија. Никој не избега од таа анкетна комисија. Јас бев на анкетната комисија, иако тогаш немав никаква јавна функција. Но се докажа дека ја искривувале вистината и дека криеа документи. Тоа ли повторно сака да го прават? И да завршам на крај. Многу јасно сакам да кажам. Не бегаме од ниту една расправа. Не, нека се закаже за било која трагедија, за било кој случај. Ние сме тука да дебатираме на било која тема, по било кој формат, така како што тоа го нудат институциите. И во однос на тоа што очекуваме да се постигне, очекуваме да се слушне сечи глас. Ова е барање пред се на родителите. Мислам дека заслужуваат тоа барање да им се оствари. Ајде да видиме секој еден чинител од страна на семејствата, од страна на истражните органи, од страна на сите институции кои што биле вклучени и се сега вклучени во целиот процес, да не се занемари можноста на собранието за тие алатки кои што се нудат. На крајот на краиштата немаме што да изгубиме. Имаме само нешто што можеби екстра дополнително ќе добиеме. Ајде да научиме уште нешто. Ајде да користиме вистински алатките така како што ни се на располагање. Само ќе ми дозволите за која вистината од ВМРО ДПМН претходно,
вие бевте на власт, а тие беа опозиција, имаше официјални барања за анкетна комисија за модуларна и за Дурботус, меѓутоа тогаш власта и вие не ги фаќате. Што сега се смени, па вие нудите анкетна комисија, па тие се... Не, ве молам, ги прифаќаме сите комисии. Ти тогаш можеле да закажат како пратеничка група? Како сега ние закажуваме со многу помалку пратеници од колку што тие имале во изминатиот состав на парламентот. Станува збор за вистинската волја, за тоа што се сака да се постигне, што е вистинската цел на тие иницијативи. На ова иницијатива, вистинската искрена цел е да се дознае вистината, односно да се искористат сите можни алатки за да се дознае вистината за оваа трагедија, затоа што тоа им го должиме на сите инволвирани, го должиме на сите граѓани. Само едно мало пояснување. Бидејќи ВМРО ДПМН има мнозинството, ако ја прошири надлежноста на овој предлог ваш со дополнителните случаи, модуларна и Дурботус, вие би учествувале во таква анкетна комисија или не? Апсолутно, па тоа ви го кажав. Да. Не бегаме од Не нит. мислите да не сакате посебно? Не бега. Тоа дали треба да бидат посебни или едно, нека кажат експертите во собранието, тие кои што ги модифицираат и ги димензионираат тоа како се направени анкетните комисии. Нека биде така како што е подобро. Нека биде така како што е најдобро. Дали за сите воедно или за секоја една поединечна. Но, еве повторувам, значи никој не бега. Најмалку јас од било каква дискусија, од било каква дебата. Да не оставиме трага зад нас, а сме имале што да направиме, тени страшни трагедии. Што е целта? Целта е да научиме од тоа нешто. Да направиме се такви работи да не се случуваат повеќе. Зашто да ги политизираме тие работи? Најмалку има политика или политиканство во нашата иницијатива за надзорна, односно анкетна расправа во парламентот. Дали веќе имате никој ќе ви закажа на анкетната комисија и само да разграничиме дека станува збор за различна вашата и таа на левица, но рековте дека ќе ја поддржите, и ние. Да. Така беше. Повторно кажувам, ајде да ги направиме сите можни, да ги искористиме сите можни инструменти. Ајде секоја една форма да ја искористиме. Ако некаде се поклопува, окей, ајде да има една сублимат од тие две. Меѓутоа ако тие даваат различни механизми, можности, ајде сите да ги направиме. Зошто да не дебатираме? Така да, ќе поддржиме се што е разумно, што е рационално, што ќе ни даде можност за дебата. Ќе биде свикана до крајот на месецот. Па сигурно, согласно роковите, согласно механизмите во собранието. Надвор од темата, кога може да очекуваме конгрес после избори на СДСМ, имате проблем во екипирањето на делегатите, кога ќе завршите процеси, кога може да имаме конгрес? Не. Што го најавите уште веднаш веќе? Да, меѓутоа го најавив дека ќе биде некаде околу Нова година. Нема проблем во екипирањето на делегатите, поради тоа што делегатите имаат мандат од 4 години. Така да делегатите се тука. Во текот на следните 2 недели ќе се одржи состанокот на Централниот одбор на темите на кои што дебатиравме на изминатите 2 состаноци на извршниот одбор во делот на анализа на резултатите и една предлог програма за делувањето на партијата во следниот период. Да не го прашам за оставка, пошто постојано повикуваат од ВМРО ДПМН, дали останувате дефинитивно на чело на СДСМ? Добро, интересно е што такви повици стигнуваат од ВМРО ДПМН, чишто председател претходно 7 години претрпи некакви изборни порази во еден или друг формат. Не знам зашто тие се занимаваат со СДСМ. ВМРО ДПМН треба се занимава со ВМРО ДПМН, пред се со проблемите на граѓаните, кои што силно им тежат. На грбот не се ни обидуваат да ги решат. Еве и во јавноста излегуваат некои повици и од наши членови, дури мислам дека се инструирани од ВМРО ДПМН за одговорност или за некакви наводни договарања со ВМРО ДПМН. Дозволите ми да искористам можноста да го искоментирам и тој момент. Имено дел од нашите партиски другари претрпеа пораз на општинско ниво, нив им беше дадена довербата да ги водат општинските организации, да бидат кандидати и направија најлош резултат до сега во тие општини. И сметам дека немаат морално право тоа да го барат. Но, повторно, јас сум спремен да дебатирам за било која тема и со нив. Во однос на некаков скриен договор со ВМРО
ДПМН или тоа дека ние немаме доволно силна опозицијска реторика во изминатиот период. Сметам дека тоа што ВМРО ДПМН изгуби 140.000 гласови за година и пол, а тоа е третина од гласовите што ги добија пред година и пол, е заслуга во еден дел и на нашата опозицијска реторика. Ние сме тие и бевме тие кои што ги разобличуваа нивните лаги, нивната лажна реторика, нивниот лажен патриотизам. Ги откривме скандалите, коруптивните шеми, мрежата на договорени тендери за кои што за жал нема никаква реакција, скандалите во АНБ, тешката партизација на институциите. И ќе продолжиме така силно опозицијски уште позасилено да работиме во следниот период. И сега многу јасно да демантирам дека има било каков скриен, таен, полутаен договор за било што со ВМРО ДПМН. Не може да има договор што со луѓе кои што прашуваат колку чинат животите на децата укочени. Не може да има договор со луѓе кои што кажуваат дека сега не е време за реформи, туку било време на војни. Не може да има договор со луѓе кои што оставија десетици илјади семејства во земјоделството без приходи заради корупција. Не може да има договор со луѓе кои што ништо не прават во образованието. Ги оставија наставниците без зголемени приходи, го нема растот на платите во образованието. Не може да има договор кој што со луѓе кои ништо не прават во здравството. Буквално ништо. Освен што неколку луѓе ме шетарат под клиники и договараат тендери и договорени спецификации. Еден човек поточно. Не може да има договор со луѓе кои што оставаат државата на периферија на Европа, додека Албанија и Црна Гора за година или две ќе станат земји членки на Европска унија. Не може да има договор и нема да има договор со такви луѓе. Не уште едно кратко Повелете. прашање. Ме мотивиравте сега. Мислите ли дека судиите, обвинителите земаат доволно голема плата или треба да се покачи платата, бидејќи гледам дека и тоа станува дека прашање дали земаат доволно пари или пак не се заработуваат доволно? Еве што мислам јас конкретно на таа тема. Сметам дека е уште еден спин на власт да се направи фокус на една работа, на една осетлива тема, а да не се прикаже целосната слика. Не станува збор за тоа, односно не станува збор само за тоа, колку и плати зимаат вработените во правосудството. Станува збор за тоа што и како треба да се направи за да се зајакне системот и да тие стигнат до поголеми буџети, така како што тоа функционира во развиените земји. Ете, тоа е вистинското прашање. А власта не го коментира така, поради тоа што за реформи не станува збор. Не станува збор за реформи никаде. Ниту еден реформски закон не е донесен од реформската агенда. Зошто? Поради тоа што тоа не им одговара. Сакаат да ставаат партиски судии, партиски обвинители, тоа сакаат да го партизираат судството. Ништо друго. Ако се спроведат законите така како што е договорено во реформската агенда, ако се направат трите патокази кои што нас ке не спремат да го отвориме првиот кластер, преговорите со Европска унија, тогаш ќе тргнат и реформите во правосудството. При тоа, судите и обвинителите не бараат само поголеми плати. Тие бараат поголеми плати во склоп на спроведување на реформите во нивниот систем. Не може тие тоа да го спроведат без извршната власт во моментов кога што тие реформи ги кочи. И тоа е голема трагедија. И тоа е едно големо и сериозно прашање зошто тоа така се случува. Не може да си дозволи претседателката на државата, која што пред само година и пол доби пола милион гласови, да каже ова не е време на реформи, сега е време на војни. Не може да си го дозволи тоа. Само неколку дена од како Никола Груевски од Будимпешта пишува пост како било ова време на војни во Европа. Се повеќе ќе станува јасно дека ВМРО ДПМН го контролира Никола Груевски од Будимпешта. И они се само извршители на неговите политики и ништо друго. Благодарам.